Здраво Македонија! Работите се променија. Државата нема да биде повеќе иста. Опозициониот блок се засили и дел од тие засилувања се на позицијата меѓународна соработка, меѓународна политика. Односно, конкретно, Андреј Жерновски стана секретар за меѓународни односи или соработка или нешто меѓународно на СДСМ. Тоа се случи вчера, денес се заблагодари на Фејсбук за довербата и веднаш одржа важен прес. Па да го чуеме. Добар ден, представници на медиумите, благодарам за присуството и што денеска ќе ги пренесете ставовите на СДСМ за едно исклучително важно прашање, за едно прашање кое што ние упорно го објаснувавме во јавноста, а деновија добивме потврда и на меѓународни размери за тоа зошто го зборуваме тоа и дали сме во право. Добар ден, едва и чекам да видиме што е тоа што вие сте го зборувале, а сега добило потврда од меѓународни размери. Христијан Мицкоски не само што ја турка Македонија во изолација и за жал успеа во тоа, туку опасно ја турна државата во скутот на Виктор Орбан. Опа, премиерот ја туркал земјата не само во изолација, туку и во скутот на Орбан. Односно, СДСМ преку својот секретар за меѓународна соработка ни го нацрта Виктор Орбан не прв пат додуша како лошиот лик во приказната. И еве прв предизвик на првиот човек за меѓународни односи на СДС Жерновски да го победи Орбан на изборите во април во Унгарија. Противник слаб. Еве го. I also want to send my best wishes to Prime Minister Viktor Orban, who I am endorsing, as you know. I am endorsing his election, which is coming up pretty soon. He has my complete and total endorsement, as a matter of fact. The Prime Minister has been a strong leader who's shown the entire world what's possible when you defend your borders, your culture, your heritage, your sovereignty, and your values. He's a fantastic guy, and it's such an honor to endorse him. I endorsed him last time he won, and he did a fantastic job. Абе сега, ju endorski, ама сега и Жерновски и Филипче Донтендорски ми знае што тоа значи. А замисли, од тебе бараат да имаш предвид додека ги бомбардираше Иран и Венецуела, дека и кај нас имало исти такви режими, ист таков режим. Ти бараат поддршка, джанам да им го избомбардираш патот до власта, а тие тебе вака за Орбан. Хај, нонен. Значи, сцената е наместена за овој епски дуел Жерновски против Трамп. Прв голем потек на новиот меѓународен секретар на СДСМ. Аплауз. Поставија партијата на спротивната страна од Америка. Честитам, мислам дека е интересна идејата. Зошто е ова битно за едината државата и зошто СДСМ упорно настојува да дискутира за ова за награѓаните не биде јасно што се случува. Политичкиот проект на Мицкоски, кој што овозможи преку Орбан да имаме директно странско мешање во Македонија, да имаме дезинформации во Македонија, да имаме нетранспарентни и крајно сомнителни финансиски текови и се разбира рушење на државата за жал на стратешката позиција која што толку тешко ја стекнавме. Значи, Мицкоски преку Орбан овозможил странско мешање во Македонија. Додека дознаеме кое е тоа странско мешање, чисто да ве подсетам како изгледа странско мешање во Македонија, епизода 0001. И ќе биде повеќе пак како ние. Се уверили дека? Да. Се уверили. Го знам од каде и го знам за која потреба е снимано и го знам, значи, првес не можем да се снима. Значи не можем да го не са ти викаш дека не си ти снимал, туку ти го даде. Странци ти го даде. Странците може да разни цели и мотиви. Он или некој од нив да снима, така? Тоа знаеш дека? Тоа е така може, секој пат технологија има многу држави. Така. Ете така, се подсетивме на старите асови кои за интересите на некои странци организираа шарена кондомијада во Македонија и со поддршка на цела меѓународна и со голема желба за веднење и виткање на кичмата го сменија името и свитка Джам во суштина. Не внесоа во НАТО. Што е НАТО? Ке ви каже меѓународниов. Во коментар на Фејсбук велат: праша го жити се НАТО скратеницата, што значи, јас сум сигурен дека 90% од политичарите не знаат. North Atlantic Organization, да, НАТО.
Изрешив? Да, малку во лош момент синоќа кај Кристијан Ландов Жерновски имаше прашања на повеќе интересни теми. Па ќе ви ја надополнувам сликата чисто за да ја гледате како голема, колку што може, нели? Инаку супер беше ова парче. Како учениче кога ќе го прашаат тешко прашање. Што беше НАТО? Норд Атлантик, па тато го бара во НАТО. Што беше тоа Т и вели Organization. Да. Сгрешив, нели? Не, бе, како си сгрешил, тамам. Тие што те поставија за фронтмен на меѓународната сцена на СДС, дали сгрешија, ке си дознаат. Одиме понатаму. Накратко, што се случува? Две поенти. Оддалечување на државата од Европската унија и туркање на државата во скутот, на крајот на денот, во скутот на Русија. Ова го направиле Мицкоски и Орбан од Унгарија, членка на ЕУ. Ја оддалечиле Македонија од ЕУ и ја туркале во скутот на Русија. Затоа и Трамп можеби го поддржа Орбан, бидејќи ја засилува Русија. Кој знае? Ние обичните не. Меѓународниот Жерновски знае повеќе од нас во секој случај. Ама само накратко ни објасни. А баш сакам подолго да слушам вакви длабоки анализи. Па ајдете, молам секретаре, дај ни повеќе инфо. И Стейт Департментот нека научи нешто од тебе. Дека сето ова е точно што го зборува СДСМ, добивме потврда и од реномираниот Вашингтон Пост, кој што објави фрапантни податоци, потврдени од министерот за надворешни работи на Унгарија Сјарто, па потоа потврдени и од самиот Сјарто, дека за клучните одлуки кои што се дискутирани во Европската унија, Сјарто, Орбан и Унгарија се консултирале со Путин. На брзинско објаснување, Вашингтон Пост објави дека според неименуван европски дипломат Сјарто од Унгарија и Лавров од Русија имале комуникација за време околу, поточно состаноци на европските челници, па велат тоа е како Русија да сме ја имале намаса додека сме договарале политики во Европската унија. Сјарто, унгарскиот министер за надворешни, пак вели сме комуницирале со многу земји надвор од ЕУ, тоа се вика дипломатија и дипломатски контакти. СДСМ што вели? Вели дека, затоа што Сјарто и Лавров зборувале на телефон, Македонија има руско влијание. И Вашингтон Пост тоа го потврдил, разбираш. Очекувам да се изјаснат и на ставот на Вашингтон, ама не на Пост, туку на Белата куќа која го поддржа Виктор Орбан, дали според нивната логика тоа значи дека и Америка е под руско влијание. Ако е, може и жерно да се кандидира на изборите во Америка во 2028, кога се таму против J.D. Венс, можеби, за да ја спаси Америка од русците. Дали сега станува јасно зашто цело време зборува СДСМ? Да, дека ако Унгарија комуницира со Русија и Унгарија комуницира со Македонија, значи Македонија комуницира со Русија. Ало. Hello, it's Hello. Greta. Hi, Greta. Zoran Zaev speaking. It's my pleasure to talk with you. Thank you. Мораме повремено и со старите асови да подсеќаме кој комуницирал со Русија реално, а кој фиктивно според шемите на Жерновски, нели? Но за сега сме таму. Трамп и Мицкоски се под руско влијание поради Виктор Орбан. А да беа под влијание на Жерновски, ке знаеа што значи НАТО. Следно, Значи, да бидеме прецизни. Орбан е пријател на Путин и на Русија. вау, breaking news. Дајте му Пулицерова награда на Жерновски за ова истражување. Ајде сега да видиме едно друго пријателство. И ја споменавте Бугарија. Зошто ве викаат дете на бугарски кмет? Внук. Значи, кои се главните напади на Васанда Жерновски? Не сакате конкретно да ми одговорите? Не, па... Само конкретно. значи, Дали вашиот дедо бил Еве, бугарски кмет? да дојдам до тоа, така. Веќе не знам што да реагирам фамилијано, денеска... Еве, имате ли дедо кој што е бил бугарски кмет? Дозволете. Значи, ќе влеземе, а нели, мислам дека и вака и работи, ќе влеземе на Википедија, може секој во моментов да влезе, да напише Кирил Жерновски. Тој е дедо ми, тој е тој. Кирил Жерновски, кој влезете на граждан факултет, има негова фотографија, он е основач на граждан факултет. Кирил Жерновски пише од тука, освен што е, нели, го формирал еден основач на граждан факултет, бил во Втората светска војна е делегат на второто заседание на АСНОМ и учествувал во НОП. Ке станете вие делегат во второто заседание на АСНОМ ако сте биле бугарски кмети, така, и цел тоа се врти носно, па се врти. А од каде излезе аргументираноста ми интересира? Тоа ќе ги прашате оние што го кажуваат тоа.
вас, дали вашиот дедо е бугарски кмет? Очекувам одговор конкретно. Не е бугарски Тоа кмет, ме затоа што интересира. значи Сакам да видам никаков конкретно. бугарски кмет не би бил човекот член на АСНОМ. Стара приказна е ова, Ландов му ја постави што било и за очекување. И дедо му не бил бугарски кмет, вели Жерновски. И ево право, бидејќи бил заменик кмет во време на бугарската окупација на Македонија. Еве ја сликата на која пишува: пречекот на неговото величество царот Борис III во Скопје во името на скопското гражданство, стално со тоа граѓанство, смивајме мака. Во име на тоа гражданство, помошникот на кметот, односно градоначалникот, господин Кирил Жерновски му принесува леб и сол. Сликата е одамна по интернетот. Жерновски сигурно ја видел, но ја брани позицијата на дедо му со тоа што потоа ја менува тој својата идеолошка или политичка или кој знае каква определба и е дел од АСНОМ и извршува функции во СФРЈ на вистина. Тоа е точно, ама и сликава ке да не е баш фалш. Како дошло до таа транзиција, историчарите може да објаснат. Ама леб и сол му дал ли на Борис III окупаторот кој кажуваше фала на Хитлер и Мусолини за обединувањето на Бугарија, така нели тие го викаат тоа окупирање на Македонија, му дава леб и сол. И со сликава подосна го соочи и Ландов. И праќаат моите соработници од редакција, вика по бугарската фашистичка окупација на Македонија во 41 Жерновски се вклучил во пробугарските јавни општествени настани во градот. Му се приклучил и на фашистичкото бугарско здружение Отец Пајси, а според Магдалена Љубенова Бакалова 2007 и Никола Кондарев 1972 Жерновски бил и секретар во тоа фашистичко здружение. Бугарскиот фашистички министер за внатрешни работи Петар Габровски на 4 јули 1941 го назначил неславниот и така натаму, како негови заменици се поставени Кирил Жерновски и Крум Органџиев, како двајца местни граѓани, Методија Бошков како правен консултант и така натаму. Така од јули 1941 до почетокот на 1943 година Жерновски е заменик градоначалник во историската македонска престолнина. Во тоа својство на 3 октомври 1942 година во Скопје ТНР, помошник кмет Кирил Жерновски со леб и сол го пречекал бугарскиот цар Борис III. Подоле под сликата пишува дека го пречекал, на сликата си има све. Јас немам спорно да ви го покажам ова. Ајде да видам како може. Еве, сликата. Ајде да видиме. И сега што треба сега да докажам овде, не разбирам, што треба на овие работи сега да. А дали ова е вашиот дедо Кирил Жерновски кој што бил бугарски? Предпоставам дека, ја не можам да толку слика, предпоставам дека е. Што треба да докажувам, вели? И предпоставува дека е дедото на сликата. И јас предпоставувам дека е. Предпоставувам и дека Жерновски знаел за сликата и за функцијата на дедото кога претходно сакал да ја заобиколи со фактите за АСНОМ и неговите функции подоцна. Бонус, според два извори, дедото Жерно бил секретар во профашистичкото здружение Отец Пајси. Го пречекал цар Борис со леб и сол. И сега, што треба да извлечеме од сликата како податок? Па имајќи го предвид настапот на Жерновски од денес, дека ако Сијарто се слушнал со Путин и се слуша со македонската влада, значи дека Македонија е под руско влијание. Па дали според сликава значи дека Жерновски е под бугарско профашистичко влијание? Боли за мајка, нели? Боли. За мајка Македонија особено. Затоа ваквите дриблинзи од типот владата не сака бугари во устав затоа што е под руско влијание или името не сакаа да се смени бидејќи Путин така им рече, се безобразни кон сите нормални македонци кои не сакаат промена на својот идентитет за интересите на некои од соседите. Да не го отворам поглавието дали па руските интереси во Бугарија се причина за бугарското вето, односно Русија дека може да спречува ширење на ЕУ преку бугарското вето, преку бугарската историја која е напишана од руси кога сакале Сан Стефанска Бугарија да е нивни главен играч на Балканот. Истата Сан Стефанска Бугарија која ја славел цар Борис со Хитлер и Мусолини. Истиот цар Борис кој е пречекан од кого? Од дедото Жерновски во Скопје. Знаејќи го сето ова како можност, сепак внукот Жерновски ни вели Мицкоски е руски играч. Зошто? Затоа што не сака бугарскиот ултиматум прифатен од СДС да го спроведе на дело. Малку е аргументот, нели? И да, внукот не треба да е виновен
за активностите на дедото. Какви и да биле. Но внукот и не би требало да прави вакви шиемига жоро, фори дека тоа што сме биле против промена на име било руска пропаганда и интерес. Океј, сите треба да одговараме според нашите дела. И на таа тема, еве го делото на внукот Жерновски на тема идентитет, Гоце Делчев, историски комисии. Сменивме име. Така е. Претходно се смени знаме. Значи, правиме огромни отстапки кои што не чинат национален идентитет. Денеска преговараме за Гоце Делчев. Како не правиме отстапки? И ние сега не го гледаме тој аспект дека од нас некој бара пак нова отстапка, туку го гледаме, абе, ние не сакаме пак да ги внесеме Кој овие. не тера нас да се откажеме од Гоце Делчев? Реков преговараме. Кој Убаво се овие. никош не постојало тоа. Значи никаков отказ. Денеска А гледаме историската комисија, председател на историската Имено, комисија никој не бара, има други разговори. Никој не бара да се откажеме од Гоце Делчев. Мислам, од кај ви е таа идеја, луѓе? Оф, мори мајко. Повторно на линија ги имаме старите асови да помогнат и во овој момент. Ајде, мајсторе. Дефинитивно бугарската позиција сака да продолжи решавањето на историските прашања. Ние најдовме решение за Цар Самуил, за Кирил и Методий, Климент и Наум и така натаму. Ќе најдеме решение за Гоце Делчев. Премиерот потенцира дека продолжуваат преговорите, а дел од нив ќе биде Гоце Делчев, за кого бугарската страна од македонската бара да го признае како бугарин. Сум убеден и дека на ова поглавје кое што е пред нас, буквално Гоце Делчев како историска личност, но и како историски период, ќе изнајдеме решение во кое што и македонската и бугарската страна ќе излезат како победници. Значи, неспорна историска вистина е. Сите што имаат малку сознание од тој историски период е дека Гоце Делчев се изјаснил како бугарин. Но дали не е историска вистина 100% дека Гоце Делчев се борил за македонска држава? Во ред, неспорна историска вистина е дека се изјаснил како бугарин во тој историски контекст, како што е неспорна историска вистина и факт дека се борил за македонска држава. Тогаш е неспорно дека двете држави може да полагаат право на наследување на Делчев. Ја, и дајте да не ствараме проблем таму кај што не треба да има. Прво, како вели Заев, најдовме решение за светите Кирил и Методий, Климент и Наум. Најдовме решение за Цар Самуил. Ке најдеме решение и за Гоце Делчев. Тоа е политичко ветување на политичар за работата на историска комисија која е исто така политички формирана. И бугарите бараат од нас да се откажеме од Гоце Делчев. Апостолот на македонската национална борба, македонецот Гоце Делчев. Заев ветуваше дека ќе најдеме решение. Пендаровски го понуди решението. Се осекал како бугарина, се борел за Македонија. Односно Македонија за Бугарија да ти е како Косово за Албанија. А тоа е един народ во две држави, нели? И денес ќе ти дојде Жерновски и ќе ти каже две работи. Прво, дека ова што досега го видовте, тоа не е откажување од Делчев, и второ, дека ако Трамп го поддржува Орбан и Орбан е пријател со Путин, значи русите ја водат, ја контролираат Америка, а кметот не е кмет, туку заменик кмет. Дали вашиот дедо е бугарски кмет? Очекувам одговор конкретно. Не е бугарски кмет, затоа што значи никаков бугарски кмет не би бил човекот во член на АСНОМ. Така. А сега кмет бил или не бил? Не, значи он во тој период е кмет, не е кмет, не бил градоначалник. Ви кажам што се случува. Значи никаков бугарски кмет не би бил човекот во член на АСНОМ. Не, значи он во тој период е. Не е, ама е во тој период, а во друг период не е. Како и Жерновски, кој во еден период е градоначалник на центар, ама сега во овој период не е, ама во тој период е. И би било добро да е македонски, а не бугарски, грчки или не знам ти каков. А тоа се гледа според делата. И како заклучок, секој кој сака да пласира бугарски интереси во Македонија, а порано во тој период бил градоначалник, денес би бил кмет. Доста е за денес на оваа тема, продолжуваме утре. Одиме сега на разговорот во студио со лидерот на Демократски сојуз и човекот без безбедносните структури со кој ќе зборуваме за сите актуелни теми, господинот Павле Трајанов. Ќе биде интересно. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу четврточно издание прво за оваа недела продолжува со разговорот во студио. Вечерва, после бајаги време, имам еден човек со богато искуство, големо знаење и експертиза со кој ќе разговараме за актуелните случувања во Македонија и оние на светско ниво кои што може да имаат
некаква поврзаност и последици и во Македонија, не посебно во Македонија, туку во целиот регион, не само на Западниот Балкан, и во Европа. А за што станува збор, ќе дознаете во разговорот со, да бидам прецизен, националниот координатор за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам, господин Павле Трајанов. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Во овој капацитет сакам да зборувам, инаку вие сте и председател на партијата Демократски сојуз, човек со богато искуство во безбедносниот сектор и од старт со клучното и најважното прашање, дали Македонија во овој геополитички контекст е безбедна држава и дали може таквата проценка која што, ако ја искажете сега, да кажеме дека ќе потрае извесен период или работите толку брзо се менуваат, па не можеме да бидеме сигурни. Генерално, Македонија е безбедна, стабилна и мирна држава, независно од вкупните состојби, инаку геополитичките состојби посебно на безбедносен план се исклучително сложени. Војната во Иран е во полн ек и сето тоа има силни рефлексии врз вкупните состојби, посебно на економски план, се разбира дека тоа се одразува и на безбедноста на сите држави. Република Македонија како членка на НАТО со согласена надворешна и безбедносна политика со политиката на Европска унија, со силни релации со Соединетите американски држави. Во овие сега состојби, кризни состојби, да вистина уште еднаш да нагласам дека е стабилна државата. Како ќе се рефлектират сите овие состојби, бидејќи има огромни влијание врз движењето на енергијата. Енергијата е таа што го движи светот секаде. Така е. И има покачувањето или поскапувањето на енергијата, има влијание пред се на економските состојби, но тоа и пошироки рефлексии има. Зборуваме за безбедностни прашања. Но дали ние ќе останеме стабилна, мирна, безбедна, зависи пред се од политиките, мерките, активностите што ги презема владата, но и од внатрешното единство. Значи, не е време сега за политички поени, посебно на партиите од опозицијата, бидејќи клучно е да покажеме единство. Не спорам дека партиите, позиција, опозиција, треба да излегуваат со ставови, идеи да предлагат. Но важно е да водат сметка за нашиот врвен национален државен интерес, тоа е да задржиме стабилноста и со помалку последици овој период да го поминеме. Имате впечаток дека некои партии од опозицијата, да не речем СДСМ, има некои изјави кои што не се во... Да, апсолутно. Мислам дека се обидуваат сега да пропагираат популизам, да собират ефтини политички поени. Ева само една паралела. Сигурно дека наглиот скок на цената на нафтата на светските берзи, тоа се одразува и тука. И сега предлага, да речеме, намалување на ДДВ на 5% и така натаму. Јас сум, да речеме, исто можам да бидам голем популист, да предложам без пари да делиме нафтата. Државата треба да функционира во било какви услови. Ако ние не водиме сметка за буџетот преку кој се финансират сите други активности, врзани за безбедност, одбраната, здравството, образованието, заштитата на границите, да не зборуваме социјални пакети и така натаму. Значи, државата мора да функционира, за да функционира мора да има приходи. Секаде во светот граѓаните ја финансираат државата. Нема пари од друго место. Преку компаниите, преку ДДВ, па не знам, даноци. Дај Боже да имавме нафта како Норвешка, например. Се разбира дека треба да се води сметка за социјално загрозените структури, тука да се направи план, програма, методологија, како некој начин да се помага, што генерално сите овие активности и мерки што ги презема владата се во функција на тоа да се сочува стандардот на граѓаните, посебно на ранливите категории. Тука оваа сега состојба се надпреваруваат
партиите, не знам, опозицијата, дали е ДУИ, дали е СДСМ или некоја друга помало политичка партија, да предложат порадикални решенија. Но мора да водат сметка за интересите на државата, да има стабилен буџет, да може да функционира како држава. Инаку, ако тргнеме по тоа, најлесно е власта да промовира популизам и да го раскрапчи буџетот, на крај тоа ќе има последици. Или да се задолжува за да прави некои жестоки социјални пакети. За сега не треба, но купи ден помини политика се вика тоа, која на долгорочен рок не трае. Во како координатор за спречување на насилен екстремизам и тероризам, пред да продолжам со поконкретни прашања, може вака поопшто, со што поконкретно се занимавате, каква алка сте вие во синџирот, во безбедносниот бедем на државата? Една од клучните алки, вака кажано фигуративно, но некаде 2016-2017 година Европската унија, ОПСЕ, Советот на Европа со целосна подршка на Соединетите американски држави, на Германија, Холандија и други држави, Велика Британија, одлучиле да се формираат тела во сите држави, зборувам за Западен Балкан, преку кои ќе се координират и насочуваат активностите за спречување на насилен екстремизам и тероризам. 2017 година владата донела одлука за формирање на Национален комитет за борба против тероризмот. Во него партиципираат 22 институции со своји членови, заменици членови, и има повеќе стратегии, една стратегија за борба против насилен екстремизам, друга за борба против тероризмот, има уште ред други документи, стандардни оперативни процедури, национални планови и така натаму. Сето тоа треба да го имплементира Националниот комитет, кој што реков вака е составен од повеќе институции. И главната задача на во нив се простите и АНБ и разузнавање и така. Да, ќе посочам. Значи, главната обврска е да се анализираат состојбите сврзани со екстремизам, тероризмот и да се координира и насочува активноста на виталните институции во целина сите, но посебно речеме активноста на тие што се во првата борбена линија во борбата против тероризмот. Тоа е Агенцијата за национална безбедност, Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за разузнавање, Министерството за одбрана и таму има директорат за борба против насилен екстремизам. Се разбира, тука се вклучени и други институции, Министерството за правда, посебно управата извршување на санкции, Министерството за образование, да не ги набројам 22 институции. Добро, 22 вкупно разбира. И тука, да речеме, континуирано се надржат работни состаноци по време во кои учествуваат директорите на службите, нивни помошници, на кои се разговарат или се разгледаат битни прашања за насочување на активноста на службите. Главно се работи на јакнење на капацитетите на службите, бидејќи нашиот систем е добро поставен, добро функционира, но тој постојано треба да се надоградува и тука се разбира дека има нови идеи, сугестии од Европска унија, од Соединетите американски држави, како и на некој начин подобро да се постави система за да функционира превенствено, да превенира планот на превенција, да превентивно да действува. И тука има голем број на активности, значи рекове на јакнење на капацитетите, второ јакнење на превенцијата, што е главната улога е да се спречи регрутација на нови потенцијални екстремисти или терористи. Тоа е многу мерки, активности, многу субјекти се вклучени. Натаму се работи на разработување стратегија како да се спречува поврзаноста на организираниот криминал и тероризмот. Сакам тука да нагласам дека службите МВР во соработка и со другите служби разоткрија во следните 2 години 14 криминални групи кои што се бават со наркобизнес или со други тешки кривични дела. Тоа има силна рефлексија. 14. Да. Цело време ние зборувавме дека има, не знам, ние знаеме за Бела ноца, Барон, големите... Да, сите тие групи се разбијат. Тоа има огромно позитивно влијание на стабилноста и безбедноста на граѓаните. Ние сега зборуваме, бидејќи службите презентираат информации дека се повеќе
терористичните групи воспоставуваат линк, врска со групите за организиран криминал и тие сакат преку нив да вршат насилство, тероризам, бидејќи на тој начин ќе покријат трагата или да експонират веќе познати ликвидатори кои што се во тие групи, кои што се занимаваат со рекет и така натаму, наркобизнес и други тешки кривични дела, шверц со оружје, сака да ги користат. Тоа е нов модус Тоа е операнди нов кој што сега разработуваме и службите работат на тоа и сега треба едукација. Или пак што е досега ние зборувавме преку перење на пари дека се финансира радикализам, екстремизам, тероризам. Сега има нови форми на финансирање, тоа е преку криптовалутите или други што трагот на парите невозможно. Многу тешко тоа нашите служби во целина во Европска унија, во Балканот не се доволно едуцирани, тука треба сега едукација, затоа разговараме со представници од амбасадата на Соединетите американски држави. Имаме во посета од Нивниот центар за борба против тероризмот и бараме обука не само за експертите до Македонија, да направат поширка за балканските држави. Натаму злоупотреба на вештачката интелигенција за терористички цели. И се разбира дека така една од многу битните области е критична инфраструктура или меки цели, како да функционира тој систем, треба да се донесе нов закон, што последно, и тоа баш разгледував еден извештај на Царинската управа околу тоа, кои се нивните приоритети во овој дел за борбата против тероризмот, меѓу другото на граничната премина оште што треба да откриват делегален влез на оружје, не знам, од мал калибар и така натаму, дека главна поента е сега, меѓу другото, да спречат илегален влез на дронови, бидејќи терористите сега користат нова технологија за извршување на терористички акти. Ако се внесат, речеме, дрони во Македонија на нелегален начин, тие, не дај Боже, во некоја прилика може да се злоупотребат за терористички акти и така натаму. Па развивање на систем за спротивставување на напади со дронови. Имаме ли таков систем сега блиц прашање? Или се работи на стратегија? Па сега бидејќи тоа е во сферата на класифицирани информации. Добро, разбирам. Не можам да, али знам дека се работи на тоа, но по-конкретно сепак бидејќи нели небото ние нас ни го чува НАТО, така сега не знам дали сме под Грција или Италија. Добро, сега небото го чуваат многу држави членки на НАТО. Добро. Ние би требало да бидеме заштитени. Инаку се разбира дека како држава членка на НАТО во овие сега војни времена мора да се зголеми безбедноста, да функционираат институциите. Грција помести батерии, нели Патриот во близина на бугарската граница за да ја брани поради веројатно во Бугарија имале дојава дека веројатно зголемена опасност. Според тоа што експерти кажуваат дека Иран има оружје, не знам, балистички ракети кои што имаат домет дека до 4000 километри, што сега ги гаѓа во среде таму среде океан баш на 4000. Зборам овој систем сепак се работи, јас зборам за тероризмот, како и на кој начин ние треба да подобро се подготвиме. Сега само да нагласам со ова ќе завршам околу ова воведно излагање. Превенцијата од процес на радикализација доста сложен процес и тука се вклучени повеќе од 20 невладени организации кои што имат така наречен мек пристап. Како да се превенира. Доста конференции на кои што вие сте. Имаме доста конференции на таа тема. Што беше мојата идеја и што останува? Овој процес бил доста затворен на борбата против радикализација, насилен екстремизам, се држал во затворени кругови, се било под класифицирани информации, строго доверливо. Ефектите од таквиот пристап се минимални. Ние зборуваме меѓу себе, тоа ако немаме публика поширока преку медиумите, преку социјалните мрежи, нема превенција. Вие не може да ги офатите сите ученици, не може да ги офатите сите млади лица. Тоа треба да го читат, да го слушат. Сега еден феномен за кој што денева изборуваме, тоа е радикализацијата што се одбива преку социјалните мрежи.
значи индоктринацијата или поттикнување на радикално однесување главно се одбива преку социјалните мрежи. Или оние сервиси за видеоигри кај што може да комуницира без видеоигри, мониторинг. не знам сега, сите можни емисии преку нив се уфрла, да речеме, има интересранскиот фактор да создава немири, незадоволство, социјални, да речеме, немири на етничка, на верска, на идеолошка основа. Треба тоа да се следи и затоа бевме во студиска посета на Холандија и Германија. Видовме како тие се справуваат, имат посебни платформи, имат закон, има директива Европската унија, како да се следи процесот на онлайн радикализација преку социјалните мрежи, преку платформи кои што тоа го следат, треба да имате единица специализирана за таа работа и на време да ги отстранува содржините. Пример ќе ви кажам, во Германија работи единица од 350 луѓе само за следење на радикализмот преку социјалните мрежи. Такви содржини што има на социјалните мрежи да ги и они нотираат. направиле систем. Министерството за внатрешни работи во рок од 2 сата дава налог да се отстрани, ако не се отстрани, тие отстрануваат и преземат мерки. Кај нас тоа не можеме, сега зборуваме, имаме... Немаме законски решенија такви? Не, сега подготвуваме закон, формираме работна група, подготвуваме закон, вклучиме експерти и денови за тоа расправаме. Се разбира, треба да се штитат човековите правата на слобода на изразување, слобода на говорот. Но јас во една прилика прашав да речеме, ако некој преку социјална мрежа, кај нас поинеко треба МВР, Агенција за национална безбедност, ако дефинира таква содржина, објавена, треба да покрене постапка на јавниот обвинител, до судот и така натаму. Ако ние предложиме поинекво решение, одма ќе не обвинат политичка држава, политичка и така натаму. Јас ги прашам, ако се објави на социјалните овие мрежи повик, ве повикувам денес ќе излезете во 17 часот, земете со себе, не знам, за насилство и така натаму. Ако ние чекаме да целата процедура, да поминат 10 дена, отиде бунто или условно кажам, веројатно нема да се случи тоа, но затоа ги разгледуваме сите аспекти да видиме да изградиме систем кој што ќе превенира, а нема да ги лечи последиците. Што вели невладиниот сектор на таа тема, бидејќи обично невладините се тие кои што меѓу другото и човековите права. Сигурно. Прво борци за човековите права. Вклучен е невладиниот сектор. Како тие гледаат на 3 овие или уште идеи? 2-5 дена, да, мислам дека имат конструктивен пристап. Се разбира дека они правенствено афирмираат да има да се штитат слободите и правата или правото на говор, што апсолутно ќе биде запазено, како што е решено тоа во земјите на Европска унија, најдемократските држави со богата историја, на соодветен начин ќе биде разрешено во Македонија. Тоа е еден од клучните сега закони кои треба да ги донесеме. Постои ли опасност од верски радикализам во овој нов геополитички контекст во Македонија, зборувам, дека постои општо да, меѓутоа пример дали имаме ние проценки наши или пак тоа е во размената со другите безбедносни служби, дали Иран има едно можно сценарио за ширење на конфликтот, освен ова што сега во моментов го прави преку верски радикализам и како оди заштитата тука, превенцијата како оди тука? Значи Македонија успешно се неодамна, справува. само што ова FBI даде дојава до наше МВР во Тетово, мислам, или Тетовско некаде, беше уапсен некој дечко кој што баш имал злокобни Значи, идеи. Македонија има добро поставен систем за спречување на верски радикализам, меѓуверски судири. Тоа порано било доста изразено. Преку така наречените параверски организации имаше доста негативни активности во таа насока, но тој бран полека како резултат на сите мерки што се преземат на превентивен план и активноста на верските заедници. Неодамна лидерите на верските заедници подпиша декларација за меѓуверска толеранција. Сето тоа, тие се мали активности, али имат широко влијание. Најмногу имало влијание исламската држава. ИСИС преку овие правенствено социјални мрежи, но и на, да речеме, класичен начин,
Некаде од Македонија тогаш заминале во исламска држава во Сирија околу Ирак 146 наши државјани. Од нив тамо 39 загинале, 4 или 5 се уште таму, а 102 лица се вратили. И за нив, за дел од нив, не за сите, е водена кривична постапка и моментално... За учество во странска Да, војска. странска паравојна формација. Тие учествувале во војни, извршувале војни злосторства и така натаму, обучени се, тие представуваат сериозен безбедесен. Но за дел од нив рековте, значи за дел од нив не е водена кривична постапка. Тие ли се слободните радикали кои што се... Не. Кога започна да се движат овие активности, тогаш бев јас во парламентот и инициирав да се донесе закон за кривична одговорност за служење во странска паравојна или параполициска организација или ако организираш. Имаше силни отпори и во тој период тие што били или се вратиле немаше законска основа за одговорност. После тоа се донесе тој закон. Ама не ги фаќа законот ретроактивно, да, ако се вратиле веќе. За секој случај службите знаат го превенираат, го контролираат тој процес. И во овој дел, бидејќи спомнавте за група една или две кои се откриени, кои подготвувале терористички акти или сега некои ги поддржуваат тие што се веќе не издржуваат казна. Дел од информациите се добиваат од странските терористички служби, посебно од САД, бидејќи тие се могни имат огромни системи за следење на комуникациите и доаѓа до такви информации, но морам да кажам дека нашите служби исто така добро се поставени и добро функционираат. Затоа викам дека состојбата е стабилна во Македонија. Морам да нагласам дека овие состојби многу брзо се менуваат. Многу брзо се менуваат. Така да овие оценки сега се такви, дали ќе има да речеме некакви наследи кои не ги посекува никој, тоа никој не може да го гарантира. Но вашата поента е дека институциите се будни и дека по ваша проценка... Тој систем е добро поставен, функционира добро, соработува со странски партнери. Да, рековте дека тоа е иницијатива на западните европски земји или на Европската унија 2016-17 се формираат вакви комитети. Да, има ли некој мониторинг од нив на следење на стандардите и работата, дали... Постојано. Значи, по европски стандарди ние сме добри. Значи, ние секоја година доставаме извештај, меѓу другото, тоа е дел од патоказот за евроинтеграцијата на Македонија, меѓу другото и за насилен екстремизам, тероризам. И последните 2 години тоа не е резултат на, не знам, на успешноста на комитетот, се разбере тоа е резултат на успешноста, активноста на службите, но јас се обидувам да ги презентирам објективно резултатите, активноста на целиот овај наш систем и во извештај што 2 години веќе го достави Европската унија до Македонија, меѓу другото, можеби е најафирмативен за активноста, за резултатите кои се преземат во борбата против тероризмот. Сега имавме неодамно исто така мониторинг кој што го подготвот извештајот, па тој следната година ќе биде објавен. Има заеднички акциски план, нов план, кој што Европската унија го носи заедно со 6 држави од Балканот. Тој е подпишан од Македонија и Македонија има обврска да подготви нов акциски план за следните 6 години со патоказ, кој што е подготвен и сега е во процедура на владата, треба да расправа владата и да го донесе. И тука има многу активности кои што се планирани, се во функција на поефикасна, поефективна борба против тероризмот. И тука мислам дека сме еден од кредибилните партнери на сите земји членки на Европска унија, посебно на Соединетите американски држави. Едно прашање на темата на кој сега ми падна на памет, следејќи, не знам, гледам често амерички телевизии, документарци и така натака, луѓе кои што биле во системот, некој од нив пример, не знам, свиркачи за НЛО и така, или за било какви други безбедносни активности. Процесот на регрутација, односно на екипирање на институциите со кадар во Соединетите американски држави е често доста транспарентен. Например, има јавно огласи, дел од нив кажуваат, имаш оглас за вработување во дали е ЦИА, дали е FBI, дали е NSA, или Националната агенција за безбедност, и стручњак од одреден профил се пријавува и станува дел од после проверки, процедури, интервјуа. Кај нас јас не сум забележал никогаш
такво нешто. Тие постапки намерно се држат некако во тајност или впечатокот ми е Тоа е погрешен? сосема погрешен пристап што сега се спроведу и со години. Јас кога бев и подсекретар во Мавра и министер, распишав јавен оглас да може да се пријават најквалитетни тие што сакаат да работат. Како што е во Америка. И тогаш примевме и во јавна и во државна безбедност, да речеме, стотина луѓе, најдобрите студенти, најквалитетните, информатичари, инженери, правници, економисти. И кога дојдов министер, истото го направив, и тие кадри што тогаш ги пријавме се едни од најуспешните кадри. Така да процесот може да биде јавно објавен, да биде транспарентен, кои луѓе ги одберете, не мора тоа да се знае. И добра ви е вака идејата, сугестијата, тој процес мора да биде транспарентен. Затоа што луѓето мислат дека во затворени кругови се примат само партиски, и во суштина е така. Значи, партизацијата негативно влие на вкупниот систем за безбедност и на обвинителство, судство и на секаде. Ако вие не ги одбирате најдобрите ќе ви одат во странство, а тука ќе примете партиски активисти кои што еден ден ќе го колабират системот. Тоа е сосема исправно да имаме транспарентен, јавен процес на прием во виталните служби во државата. Тогаш ќе имаме добар избор на добар кадар. Кога зборуваме за странски влијанија, еве, Иран настрана од сегашните актуелни случувања, кои странски други влијанија се забележани во Македонија и како оди борбата против нив? Конкретно имам две теми, едното е Русија, другото е Бугарија. Поради општествено-политичкиот контекст или поради наметнување на некои теми од политички фактори во моментов. Може да почнеме со Русија, ако сакате. Токму денес имаше уште еден поранешниот министер за надворешни, сега е секретар, координатор за надворешни работи во СДСМ Андреј Жерновски. Вчера и Венко Филипче тоа го зборуваше и во нивниот наратив. Ја знаете таа теза, ако Путин се знае со Орбан, Орбан се знае со Мицкоски, значи Путин и Мицкоски се стратешки партнери. Погубна теза за да се значи комитетот работи на два вида странски влијанија. Едното е така наречено непосакувано, непожелно, како што го дефинират влијание преку социјалните мрежи, медиумите, каде што се поттикнува социјално незадоволство и така да, можни меѓуетнички судри. Второто е финансирање на сите овие активности. Јас учествувам на многу сега меѓународни средби и конференции врзани за странско влијание. Имав прилика оде во Скопје. Имаше од невладиниот сектор од Косово, еден зборуваше 45 минути за странско влијание, за руско влијание. И го прашав, добро, можете ли да посочите еден пример, како влие, како и на кој начин влијае Русија во Македонија? Вика, немам таков пример. Ма добро, зборувате 45 минути и така натаму. Теоретски ова е една погрешна, да речеме, стратегија која што ја користат тие што печелат поинако зборот против Русија. Апсолутно, ние сме дел од НАТО. Зборуваме секој ден, реформираме се за влез во Европската унија. И сега некој да тврди дека тука има Русија влијание, јас одговорно тврдам, врз основа на сите анализи, нема никакво влијание Русија во Македонија. Нити Орбан, нити Вучич, апсолутно нема никакво влијание, нити постои опасност од било какви промени, турбуленции врзани за руско влијание. За да нацртаме, како би изгледало тоа влијание? Може ли да објасниме? Како методолошки би се правело тоа влијание? Па име, што е влијание? Влијание, ако Русија има силно влијание, не знам, преку Орбан, преку Вучич, ние да донесеме одлука, се повлекуваме од НАТО. Тоа е влијание. Така е. Ќе го видите тоа влијание. Или санкции нема кон Русија. Или санкции нема, или не се служуваме со политиката на Европска унија, така натаму. Тоа не е тоа случај со Македонија. Ова е опит за дискредитација, значи дисквалификација на власта, да речеме, и тука мислам дека не поентират опозицијата на тој начин. И да ви кажеме пример за руското влијание. Да него бев на една конференција во Грција и сега фигуративно исто прашај како вие што ме прашавте, дали има
влијание Русија во Грција. Луѓе земаат пари за тоа, јас не. Иначе има фондови, знаете, кои што кариера направиле со што ме рече овој такви висок теми. функционер во грчката влада. Абе вика разговарав со Мицотакис за руското влијание и знаете што ме рече? Сега тоа е шега. Вика освен јас што сум за Америка, вика сите се за Русија. Сега да кажам дека меѓу луѓето никој не може да го осуди некого ако има симпатии спрема една, друга нација, држава. Се разбира. Но ние зборуваме за политичката ориентација и дефиниција на една држава како е ориентирана. Тука само злоба настапуваат некои од така наречени експерти и не знам, или пак тоа не можам да го слушам еден поранешен функционер, премиер беше и така натаму, да зборува за српски свет, влијание во Македонија и така натаму и така натаму. Да, добра тема. Заборавив на српскиот свет. Да. И тоа мислам дека е сосема погрешна, неиздржана, тенденциозна теза која се планира и која што успеа на еден или друг начин да вградат во некаков извештај на... Тоа бугарите успеа, господин Трајанов. Па ние ги инициираме. Јас ги гледам овие што настапуваат за бугарска телевизија, како зборува дека тука има Србија, српски фолк и така натаму, дека цела Македонија е ориентирана кон Србија. Но бугарите, знаете, си бираат соговорници кои што им одговараат. Го гледав и со Оливер Андонов. Андонов. Тоа го користат. Да, го користат, се разбира. Но тој амандман во извештајот, се тој магичниот круг, да го нацртаме. Си викате соговорници какви што ви треба, да кажат она што вие сакате. На некој медиум. Пример, едни Euronews Бугарија или БНТ е конкретниот случај, таму беше Оливер Андонов. И ке зборуваме за српски свет во Македонија, добро. После пратеникот, европратеникот на Бугарија предложува амандман, користи докази, еве има српски свет во Македонија, поради политички причини кога се гласат тие извештаи, ние се однесуваме кон нив како да се 10 Божи заповеди исклесани на камен, не се, тоа се политички договори. Не сум гледал, но сум гледал други што биле на високи позиции во државата, кои што сега околу пробугарското влијание. Тоа е... Лјупчо Ѓорѓиевски, апсолутно така е. Еве јас ке го... Добро, не секам да било... Тама, не знаат луѓето. Него му е Алфа трн во око. Алфа имаше бугарска серија пред некоја година, добра се емитуваше, но не е важно. Кога се гради наратив, го градат така. И сега, тој извештај после, во кој што прошол тој амандман, па и за тие унгарскиот кредит дека бил од кинески пари. Тоа е амандман на унгарски опозиционер во Европски парламент. Тој го поднесува зашто има политичка битка во Унгарија. Европа го поддржува бидејќи си имаат и тие ЕСАП во однос на развивањето на состојбата во Унгарија. И на крај тоа се враќа и овде политичка партија од Македонија ти вика не ние, Европа вели така. Абе, добро луѓе, што велат фактите, што велат податоците? Каков српски свет, каков руски свет, кинески пари, кредити? Дали е тоа, сега да го завртам малце прашањето, можно ли е трети држави да влијаат на ваков начин во Македонија користејќи политички инсталации? Или да упростам, јас искрено, со голема жал и згрозеност, често ми оди умот натаму, кога гледам како политичка партија дословно спроведува туѓа кампања и пропаганда во Македонија, конкретно сега е во однос на промената на Уставот, користејќи ги истите тези кои што ги имаме од исток, убедувајќи не дека нема шанса да имаме било какви проблеми на патот понатака, а сме виделе емпириски дека не е така, па тоа дека така ќе сме разграничеле, дека сме различни народи, што е ноторна глупост. Да не ги редам, ги пласираат тие тези како излезот на Македонија на економски план и нешто што никако не може да и наштети на земјата. Можно ли е Бугарија да има свои политички инфилтрати во Македонија од голем калибар? Еве, јас меѓу другото, кога Демократскиот сојуз се одлучи да се повлече од соработката со СДСМ, меѓу другото, главно прашање беше тоа што тие го прифатија така наречен француски предлог. Тогаш и цело време зборував дека ќе имаме ние тешки последици по тоа. Вие се обидовте и да интервенирате. Да. И подготвив заклучици кои што беа исклучително добри, прифатливи. ВМРО ДПМ беше конструктивен, дури тие во основа се сложија и требаше да имаме заедничка средба. Јас како уставно кажам медијатор помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМ, меѓутоа
СДСМ смета дека ако имат монопол на тој процес, дека тие ќе ги заслугите, но се види дека таа е погнат теза. Три работи постојано тие ги зборувам. Добро е сега што и владата, председател Мицкоски, ги актуализира тие прашања, затоа што сепак тој е председател на влада и неговиот збор е исклучително многу потежок. И што барав тогаш и сега? Барам овие прашања што се врзани идентитетот, да не може да бидат услов за вето. Барам македонски јазик да биде дел, како што е тоа во преговарачка рамка за Бугарија, да биде официјален после приемот. И трето, се разбира, бараме реципроцитет. Македонците да имаат право да се здружуваат, да ги негуваат своите, да речеме, историски, обичајни, културни, јазични права. Односно, барем културниот идентитет да ни го признае Бугарија, што не го прави. Ја не барам ништо друго, барам Советот на Европската Унија. Едно од овие трите работи да рече добро, еве прифаќаме, ќе донесеме како што имат заклучоци, заклучок што е тешко на Европската Унија, на Советот да донесе заклучок да заложи Бугарија да ги имплементира одлугите на судот од Страсбург околу правата на македонците Бугарија. Така да се разбере дека Бугарија како држава има интерес да поттикнува поединци, да ги наградува, мотивира да бидат на нивна страна. Едно време, и тоа ми е криво што не сакат службите тоа да го истражат, посочив дека овој рамковен договор што го имаме сега или рамката, преговарачка рамка, дека таа е во основа договорена помеѓу високи представници на Бугарија со представници на ДУИ во Мала Речица. Не го расчиства тоа, бидејќи имаме силни информации кои потврдуваат дека високи бугарски функционери патувале во Мала Речица, преговарале, разговарале надвор од јавноста. Овој договор што е сега постигнат или ова преговарачка рамка е против националните интереси на Македонија. Ние ако сега прифатиме, да речеме, внес на бугарите во уставот, нема крај на барањата. Даваме механизам со кој што ќе може... Ја тврдам дека ова стратегија на Бугарија да го некират јазикот, идентитетот е погубна за односите и долгорочно тоа ќе биде на штета на Бугарија, на бугарскиот народ. Ако беа отворени, ако соработувавме во сите области, ќе бевме блиски и немаше да има проблеми. Ја очекува Бугарија преку тој пристап како што дава државјанства на наши граѓани, со добрите односи, тогаш се плашев дека можеби многу ќе се зближиме неголи вака како што направи. Сега не вратија на односите пред 50 на години и мислам дека тоа е стратешка грешка на бугарската власт. Можно ли е таа грешка да е мотивирана од Русија? Сега да ја вратам Русија во муабетот, но преку конкретни, не преку гледање на графчиња или празни муабети, но бугарската политичка сцена изобилува со високи политички фигури. Кај нас отворено за, не знам, страшни односи со Русија се залагаат пример Родина, Единствена Македонија и левица така некако оди по идеолошка линија, демек натака. Но во Бугарија тоа го имате Костадин Костадинов, кој што е трета, четврта партија во Бугарија, па Румен Радев цело време... Руски генерал, школуван во Русија и така. Цело време го обвинуваат кругови таму дека е проруски. И делата нивни, а сега ако ја прифатиме таа теза дека Русија сака да го спречи ширењето на Европската Унија, иако во рамки на таа теза, ако сакаше НАТО да го спречи, имаше нека активност тука, немаше никаква. И е поразително кога после некој функционер од опозицијава ќе реше дека за референдумот имало жестока пропаганда и затоа луѓето биле заблудени, иначе ќе прифателе промена на името. Но, ако веќе ја прифатиме тезата дека сака да спречи ширење на ЕУ, нели е тоа податливо да се направи преку Бугарија, имајќи ги предвид не само актуелните политички функционери, но и историјатот на односи меѓу двете земји. Два пати е помината одлука на Централниот комитет на Бугарска комунистичка партија да побараат присоединување кон Советскиот сојуз своевремено. Да не одам во 1829 година кога е пишувана од Венелин бугарската историја, Сан Стефанска Бугарија и така натака и така натака. Што е
Имаме често пати сме имале расправа помеѓу представници од Србија, Бугарија, Македонија. Ја посочувам тоа и јавно го зборувам дека историски гледано, независно што условно кажам имало симпатии ради, не знам, потекло словенско, вера и така натаму, симпатии секаде во балканските држави, дека Русија стратешки никош не поддржала како Македонија. Бугарија е творевина на Русија, Македонија секош била за подкосурување. Никош стратешки, никош и Србија била помогната, и Бугарија, Македонија не. За волја на вистината не е дека и Австро-Унгарија помогнала многу или другите империи, но не ја зборуваме Русија, зборуваме за односите. По контрапункт на Америка, која што е. Меѓутоа, јас мислам дека апсолутно Русија нити го попрече патот за влез на Македонија во НАТО, уште помалку ќе го попрече во Европската унија. Во суштина, ако гледаме вака теорија на заговор, дури на Русија одговара да има, да речеме, условно кажано, своја држава во рамките на Европска унија. Русија нема никаков интерес и никакво влијание на процесите внатре или на нашата надворешна политика. Никакво влијание нема. Дали преку Бугарија тоа никој не може да го тврди, да го потврди. Но знаме единствено, тоа гледано и сега, и порано, и така натаму историски, Грција и Бугарија имат иста стратегија. Ако гледате што се случува во Грција, во Бугарија, дека македонците гледат шанса да бидат поблиско заедно во рамките на Европската унија. И тоа е сега силниот отпор што беше и кај Грција и кај Бугарија, да не дојде до тоа Македонија да не стане голема држава, условно кажано голема држава, да можат полесно да комуницираат македонците од овие 3 или и Албанија, ако влезе 4 и така натаму Косово. Значи се плашат од можното обединување на македонците. Тоа е суштината на проблемот на нивните стратегии за Македонија да не влезе во Европската унија. Не устав, свети устав да смениме ние, ако и натаму обстојуват на таа стратегија, ќе најдат друга рачка, ќе не блокират и не ќе можеме да одиме напред. Затоа е битно да имаме цврст став, цврсти одлуки околу овие прашања. Значи, не може да видите држава ако немате свој национален идентитет. Апсолутно, ако ние како водечки народ, македонскиот народ кој што има држава, ако се откажеме од нашиот национален идентитет, тогаш многу лесно ќе не снема како држава. По однос на средбите во Мала Речица, ќе ве подсетам дека во едно интервју на Али Ахмети за ТВ21, кое што беше контекст да дадам, како isforsirano нарачано после едно лошо интервју на Али Ахмети за 360 степени Васко Попетревски. И направија интервентна епизода на ТВ27, новинарот беше кај него во Мала Речица и таму Али Ахмети сум го пуштил неколку пати во воведниот коментар тоа видео, кај што се фали малтене дека имал средба со бугарски националистички кругови, од кои што нели тој се згрозил бидејќи викале един народ и така натака, но признава дека бил како медиатор и со грчки на тема нели координација меѓу бугарските и грчките, може да ја кажеме националистички кругови, може да кажеме служби, може да кажеме подземни држави, но и позиционирањето на Бујар Османи во тој период како министер за надворешни, знаејќи, очекувајќи дека нели Заев тргна да решава да ги затвори сите прашања со соседите, така викаше, тоа воопшто не делува случајно. Меѓутоа, какви други детали вака може да соопштите, колку што може да соопштите, да ги поттикнеме денес институциите, службите да истражат што конкретно се случувало, за да не се повтори еден ден? Значи, има информации, тоа јас сум ги јавно презентирал, дека високи функционери, еден од нив сега веќе во опозиција, дека патувал во Мала Речица и неколку други такви средби. Според од Бугарија, и тоа според документирани информации од службите за безбедност. Не сум бил ја присутен таму. Тоа инициирав повеќе пати, може би сега е прилика да сепак АНБ, Агенција за разузнавање, па и МВР, да видат кој кога доаѓал, каде се движил, каде престојувал, со кого се сретнал. Тоа е битно за да се подкрепи тезата дека
оваа преговарска рамка не ги штите нашите национални државни интереси. Нашиот стратешки, национален државен интерес, што е можно побрзо да влеземе. И ако направиме компаративна анализа, ние сме најнапред. Понапред сме од Албанија, од Црна Гора, од Србија, од Босна. Во најмногу имаме усогласени закони, 100%, реформи и така. Инаку ја гледам сега, ако има политичка одлука, како што има сега за Албанија, значи гледам како и на кој начин ги форсираат Албанија, што е исклучително добро. Го поддржувам тој процес, немам ништо против. Но штетата што ја прават, да речеме, тој преспански договор, промена на устава, промена на името, кажете ми што се промени сега во односите помеѓу Македонија и Грција? Ништо. Ништо не се промени. Ништо, реално ништо. Дали што на исти начин патуваме, престуваме, единствено што се промени, политичкиот врв овие прашања не ги отвара, не ги користи за изборен маркетинг, има поголема слобода, македонците там се постојано учествуваат на разни вакви музички надпревари, има веселби каде што се користи македонскиот мелос. Добро, ама тоа се случува, господин Трајанов, децении наназад. Сега ги гледаме повеќе овој период, да, меѓутоа исто гледаме и во Лерин, нели, и мисли за градоначалникот да... Да, тоа е напред голема глупост, провокација невидена, да се покаже он колку е голем грк. Точно. Инаку не може тие луѓе, тие, нели, се обиделе да ги избришат македонците. Да кажеме да, еве кол оваа работа, 91 година бев председател на Југословенско-грчка комисија за решавање на гранични инциденти. Тие што се случиле на оваа граница, јас водев една голема комисија. Што тековно ќе се случат? Тамо што се случува, што се случува, зборам многу, 91 година. Не гледавте назад, не 48 и така. Не, 91 зборам за кога почна процесот на осамостојување на Македонија. И разговараме меѓу другото таму за повеќе прашања и после тоа требаше да продолжи седницата на таа комисија во Скопје. Ние прогласиме самостојна држава и го поканив председател на таа комисија, грчки адмирал, дојде не во Скопје, побара во Охрид. И се движиме, меѓу другото разговаравме, тој презентираше на работа тогаш дека Советот за национална безбедност или поенеко се вика, не е битно, во кој што партиципираат председател на Грција, премиерот, министри, но и представници од опозицијата, донеле одлука да не се признае самостојна Македонија, доколку зборот Македонија е во таа, да речеме, како името во името на државата, и тоа излобира во Лисабон да го донесе Европската унија. 93 година тоа се случи. Да. Ја достави тогаш информација до председател Киро Глигоров и разговараме, вика, не може тоа да се случи, вика, да не се биде спокоен, мирен, вика, нема, ама се случи. Сакам да кажам дека тие како изграделе национален став за ова прашање и тоа се разбира дека после се модифицираше, на крај го смениме уставот, но сакам дека тие се стратешки прашања кои што ги дефинирале и Бугарија и Грција да нема Македонија да не биде дел од Европската унија. Тоа е процес кој треба мако трпно да работиме за да можеме тоа прашање, тие прашања да ги симнеме и да не бидат основа за вето или за попречување на нашиот европски пат. Преку дипломатија, не преку попуштање, бидејќи со попуштање не гледам на вистина што се промени на... И тоа да не го злоупотребуваме дека еве го смениме устав, влеземе во НАТО. Во НАТО влегаме затоа што Соединетите американски држави одлучија дека тоа е геостратешки интерес Македонија сепак да биде дел од НАТО. Што апсолутно е добро за Македонија, што сме дел од колективната безбедност. Да, и што имаме исклучително добри релации. Ја постојано тоа го нагласувам дека ние треба да имаме добри односи со некој со една или повеќе од големите држави, дека тоа нема да имаме штета. Ние што можеме да направиме против Соединетите американски држави, освен да користиме таа воено, економска, политичка сила за да биде некој гарант за стабилноста, за едината на Балкана во целина, но и на Македонија. Што е малце дневна политика и ќе слетуваме пополека. Изминативе месеци тоа не е случај, меѓутоа претходно беше. Зборувам за наративот кај партиите
кои што се обраќаат на албанците од Македонија околу понижувањата на албанскиот народ во Македонија, како Павлен биле измеќари на македонците и така натака. Онаков наратив гледавме и пред изборите 24-та година, кога Али Ахмети му се обраќаше на премиерот денешен со кекси, гураби, малси, млекотите од устата, после Али Ахмети отиде во опозиција. И од опозиција првиот импулс му беше, првиот рефлекс му беше да продолжи во тој дух, бидејќи тоа му беше, веројатно, му изгледаше како најподобното поле на кое што тој може да акумулира политичка енергија. Националистичките теми. Еве, деновиве има полемика кој бил официјален службен јазик во Република Македонија, но мора да признам, и тој интензитет веќе го нема. После локалните избори, декомпресија како да имаше. Но колку се ризични таквите, еве, за денот на албанското знаме. 2024 година, кога се промени власта, на 28 ноември имаше инциденти. На 28 ноември 2025, после изборите, кога беа во даун, немаше никакви инциденти. Па не е можно сите луѓе кои што учествувале една година претходно во такви настани да го промениле умот. Туку некој дал команда или не дал команда. Какви ризици постојат од внатрешно поттикнување на екстремистичко однесување? Една од радикалните речеме активности или радикализацијата, тоа е феноменот етнонационализмот, кои што го поттикнуваат политичките партии, посебно албанските кога се во опозиција. Не викам дека и другите тоа не го користат. Кога послушав дека ако објави некој радикална содржина, баш на таа основа, пред прослава на знамето, се повикуваат на антимакедонизам и така натаму. Тоа се користи и злоупотребува. Но морам да нагласам дека паѓа етнонационализмот повеќе паѓа. Затоа што се види дека тоа е многу добро, се види дека политичките партии од албанскиот политички блок досега се бореа преку национализмот да дојдат на власт и штом дојдат на власт, апсолутно ги заборават тие прашања, врзани со јазикот, не знам, со правата на албанците, затоа што никош не права, на никој не треба да дава, но генерално овие прашања се разрешени во Македонија. Македонскиот јазик е официјален службен јазик. Сите можат да се образуваат, албанците на свој јазик, имат бројни основни средни училишта, факултети, универзитети, имат медиуми, се она што е потребно за негување на нивниот национален идентитет, тоа што ние го бараме да го имаме во Бугарија или во другите држави. Така да ова тема се надевам дека се полека уште повеќе ќе паѓа и јас очекувам како што тоа го правиме партиите од македонскиот политички блок, албанските партии се борат за подобра живот на албанците, да се градат повеќе фабрики, да не бегат албанците во странство, да имат можност и тука да создадат, да творат како и сите други. И мислам дека улогата на беџите историска околу тоа што направи промена во албанскиот политички блок. Инаку дуи беше една од галеничината на Западот, на сите, на Европска унија, на САД. И мислам дека тие како недопирливи придонесоа огромен капитал да биде трансформиран во приватни джепови и така натаму, али не е идејата сега за тоа да отвараме поширока дебата. За секој случај, етнонационализмот може во одреден момент да се злоупотреби и тоа од политичките партии на нереална основа, само да потикнат незадоволство и тоа незадоволство да го канализират во поддршка пред некои избори. Но, како што послушав дека сепак тој процес веќе многу е паднат на дали ќе успее некој да го поттикне, ќе видиме. Затоа са тука. Што е клучно? Клучно е да имаме функционална влада, да води сметка за сите граѓани, како граѓани, да не ги дели по ниедна основа, да нема селективен пристап. Тоа граѓаните ќе го препознат дека власта функционира подеднакво за сите граѓани и дека тоа е основа за стабилноста на државата. И последното
прашање, можеби ќе роди 2-3 подпрашања на последната тема. Кои се вашите очекувања од новиот републички јавен обвинител, имајќи предвид дека има исправене пред една огромна задача, обврска, мисија, да се справува првенствено со високата корупција, бидејќи, ако зборуваме од безбедносен аспект, корумпирани политичари или политички фигури кои што се подложни на коруптивни дејствија, може лесно да бидат мотивирани, да не речем врбувани од надворешна страна за да извршуваат операции кои што не се во интерес на државата. Можеби и во моментов има такви примери за кои што претходно говоревме. И што очекувате од него, со што прво да се зафати Ненад Савевски, новиот републички јавен обвинител? Значи, што е логиката? Тоа е на предлог на владата. Се разбере дека Советот на јавни обвинители ги предложила преку една транспарентна постапка и тој треба да ги гони сторителите, да го открива и гони. Значи, државен орган кој ќе гони сторителите на кривични дела. Неговата позиција е доста мокна. Значи, тој е доменис литис во борбата против корупцијата, против криминалот. Очекувањата се преголеми, затоа што граѓаните мислат дека со промената, како што беше при промената на власт, дека сите прашања ќе се разрешат. Пред него стојат сериозни предизвици, ќе се виде брзо, ќе се виде неговиот, пустово кажано, габарит, дали ќе успее таа машинерија да ја покрене во борбата против тешките области на криминал, но не зависи се од него. Ова е сложен систем. Обвинителот треба да добие информации, докази од службите, од МВР, за да покрене постапка. Ако очекуваме ние центрите за истрага кои што се добро поставени, али се уште кадрски не екипирани, бидејќи тие правенствено почиват на кадрите од МВР и од другите институции. Така да тој процес е доста гломазен, сложен, комплициран, нема да зависи се од него, но сите граѓани очекуваат тој да биде кој што навистина ќе започне силна борба, дека не смее да направи селективност или попуст за некој од актуелните носители на власт, како што веќе имаме неколку души што спрема нив се преземат мерки. Ако биде објективен, неселективен и ако биде цврс, отпорен на било какви политички, бизнис, криминални влијание, тогаш ќе биде успешен. Но многу е рано за да... По-безбедна држава ќе имаме. Па сигурно, сето тоа влијае на јакнење на правната држава, на владење на правото, за кое што секој ден, секој од политиката, меѓу другото кажува, тие се веќе флоскули, владење на правото, законите да важат за сите и така натаму. Тоа практично треба да го видиме како функционира, а не само вака вербално да разговараме за тоа, да нема конкретни чекори ефекти од сите тие активности. Јавниот обвинител има силна позиција и владата мора да ги следи. Постојано се збор да не се меша владата, да не се меша парламентот, извршна, законодавна, судска или во обвинителска. Ако владата го предлага, владата има право да очекува од него резултати. Апсолутно, да. Во борбата против криминалот. Да бара и парламентот кој што го гласа исто така да го повика, да реферира тој како и на кој начин се бори, со кои проблеми се соочува, финансиски, кадровски, јавно да ги презентира, да бара поддршка, но да биде силен, кој што ќе води таа борба против корупцијата. Инаку, јас сакам да го спомнам, бидејќи кај нас се партизира. Значи, секоја власт кога ќе дојде сака да сите овие институции да ги партизира, да стави своји партиски носители. Тоа ја релативизира борбата против криминалот, значи партизацијата е разумно дејство на целиот систем. Затоа ја предлагав и таа една постапка почна во парламентот да се донесе закон за борба против тешките облици на криминал, да се формира една агенција која што ќе биде независна, самостојна. Тој проект го прифатија Хрватска, Босна, Англија. Само во Македонија нема политичка клима тоа да се направи, бидејќи независно од која на власт, власта секогаш бара да има контрола над овие. Ако идејата преку контрола да
да има неселективна борба во ред, но праксата досега покажуваше дека главно се работи за партиски влијание, неутрализација на службите или пак отварене фронт, борба само против тие што биле порано на власт. Така не се води борба, но еве има шанса новиот јавен обвинител да ги промени тие, да направи промени кадровски, не знам какви треба, организациони, се дигитализација, се што му е потребно за да биде успешен, ефикасен, а тоа ќе има најмногу корист ќе има државата, граѓаните, се разбира владата ќе биде успешна против криминалот, корупцијата. Видете, затоа има избори, луѓето гласаат на избори, нели, ако не се задоволни од еден систем, бираат друг. Така е. И сега, нели, на системот е да докаже дека ги надминал тие детски болести и да действува поинаку. Она што ќе нотираме само дека во изминативе 2-3 месеци имаше неколку високи службеници државни кои што падна, народски кажано. Тие се добри примери да. За неселективен пристап. И така мора да се продолжи и буквално секој што украл да си Инаку, одговара. видите, било кој да е пример, поставува неколку илјади носители јавни функции. Околу 3000, мислам. Не може да гарантира секој за секого. Грешки имало и ќе има, тоа е човечки Да, нормално. Кога има санкција, се е во ред. Сите сме дел од општество, по менталитет, по однесување и некој важно е системот да функционира и да обезбедиме генерална превенција, да ги одвраќа носителите на функција да се вклучат во криминални активности. Ви благодарам на одвоеното време, тука мора да привршуваме. Чисто како коментар, супер се тие конференции што ги правите со меката сила невладините, односно што и тие ги прават и веканат вас, но кога е во прашање превенција против насилен екстремизам, тероризам и кога е делот со едуцирање на пошироко на народот, сигурен сум дека и медиумите на драго срце би фрлиле по една рака, народски кажано. Алфа телевизија е отворена за секоја таква иницијатива, чисто да го имате тоа предвид. Овој процес, јас се обидам да го направам транспарентен, да има влијание, да има широка публика. Тоа може да се направи само преку медиумите, преку социјалните мрежи и стојам дека овој процес треба да биде многу поширок и од одржлив карактер. Господин Павле Трајанов, председател на Демократскиот сојуз и национален координатор за спречување на насилен екстремизам и спречување на тероризам. Благодарам на одвоеното време, се гледаме во следна прилика. Благодарам многу за можноста вечерва да бидеме заедно. Благодарам и вас што останавте со нас до самиот крај. Нова средба утре по 22:30, до тогаш стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте и излекувајте сопствени заклучоци. Добро ноќ, Македонија. Главата горе.